Втор ден трае потрагата по 22-годишното момче од Куманово кое го управувало возилото што вчера падна во водите на реката Вардар од мостот во Тетовско Желино на автопатот Тетово Скопје. Се уште не се знае дали тој бил сам во автомобилот. Во возилото кое беше извлечено немало патници. Сега потрагата е засилена и проширена, така што екипите на надлежните институции и нуркачи пребаруваат до штечението на Вардар до Скопско Радуша. Работата им е отежната затоа што водата е надојдена и заматена. Че идеме до село Радуше, пошто се знае дека водава е многу силна и Вардарот има многу вода моментално, затоа се ни требаат и повеќе луѓе и повеќе опрема да се побара човекот. Дека е длабоко многу Вардарот и затоа побаравме нуркачи од дирекцијата за заштита и спасување и се тука моментално. Таткото на момчето потврдува дека неговиот син го управувал возилото. Последно телефонски се слушнале утрото. Јас сум бил во Австрија, работим таму. Кад не сум тој, он го вози. Он треба да плаче некој семестр за факултет. Тој му бил задња семестра и платил. Треба да иде со автобус, да узе авто. Тој ти е нестресна. И тако е бил. Јас сум слушал сабали во 8:30 со njega. Татко ке крене, каже крени и од таа не се случил со ним. Ибраим Кадри, инаку по професија сообраќаен инженер, вчера бил сведок на несреќата и објаснува дека автомобилот преку металната ограда паднал директно во реката. Ние бевме позади, видовме од ударот према железото вака и по моје искуство ја мислам дека е брзината. Треба да е брзината, затоа што не можеш да идеш со мала брзина толку по ова. Над железовото иде. И да бил врзан со појасот, најверојатно не може да се случи нешто. Пошто нема директно падното на вода, значи нема удрено на карпа негде. Инаку несреќата во СВР Тетово вчера била пријавена во 11 часот и 30 минути.